Демократската унија за интеграција целосно го поддржува владењето, правичното владење на правото, без никакви партиски, политички, етнички или било какви други влијанија. На синоќешната седница, во определеното време, сите пратеници на Демократската унија за интеграција беа присутни на седницата, од председателот Али Ахмети па се до болниот Агим Шакири, за да гласаме за одземањето на имунитетот. За жал, синоќешните случувања и сени сметав дека беа завршени и нема да се повторат тоа што се деси на 27 април и на 11 јануари во седницата, но ете, пратениците не успеа да се воздржат од навредите и од фрлањата, дофрлувањата кон председателот на собранието во моментот на гласање. Ништо од тоа што се деси синоќа немаше да се деси доколку председателот на мандатно-имунитетната комисија ќе ја ставеше одлуката на гласање во 23 часот како што бевме претходно договорени. Ништо од тоа што се деси синоќа немаше да се деси доколку председателот на мандатно-имунитетната комисија не се договореше со ВМРО ДПМН, исклучувајќи ја Демократската унија за интеграција и да ја стави во заеднички договор одлуката на гласање во 21 часот, без да не информира и без да не почека. Ништо нема се да се деси синоќа, доколку некои од пратениците не станеа и со грди навреди и погрдни зборови и пцовки го попречија актот на гласањето на време. Оваа коалиција го промени името на државата. Оваа коалиција го промени уставот на државата. Оваа коалиција постигна јазична рамноправност и го заокружи нормативниот дел на Охридскиот рамковен договор. Јас сум убеден дека заеднички ќе ги направиме реформите за да добиеме датум за членство во Европската унија. Се надевам и убеден сум дека овој момент ќе се надмине и заеднички ќе ги изгласаме двотретинските закони. Најмалку очекувам од новинари, образовани, да се занимаваат со лажни вести и да креираат јавно мнение врз некое имагинарно убедување. Каде чувте дека сум побарал нешто такво? Прашајте ги колегите од страна, барам да се прекине говорот на Никола Мицевски и да се стави одлуката на гласање. Ве молам да бидете пристојни и да не предпоставувате. Груби, дали вие ја поддржувате одлуката на Талат Джафери да ја прекине седницата затоа што бил изреволтиран од однесување на некои пратеници? Не би сакал да навлегувам во надлежностите на председателот на собранието, но тоа што го видовме вчера, навредите и псостите кои што беа упатени кон председател на собранието, не личат на ништо. Од која страна беа псостите? Па видете ги снимките, као што гледате тоа замавувањето со раце, ќе го најдете и тоа. Најавите дека очекувате да ги изгласате законите што ви следат. Дали тоа значи дека не очекувате проблеми нови по коалицијата, не очекувате да се подбавочат со оглед на тоа што денес си разменивте, ајде така да кажеме, тешки зборови како партија? Не си разменивме никакви тешки зборови, јас сметам дека коалицијата функционира најнормално, дека сме во најдобри можни односи, дека завршивме многу работи заеднички и ќе завршиме уште повеќе заеднички. За нас, за Демократската унија за интеграција, работата продолжува и сметаме дека имаме задача пред граѓаните, пред нашите евроамерикански партнери, да испорачаме реформи, посебно двотретинските закони и да добиеме датум за преговори во јуни.